Може да почне дали би потпишал за Дортмунд кога би ни понудиле договор. Мислам дека не да размислувам сега за Дортмунд, бидејќи Дортмунд е екипа која што има друга политика која што форсираат млади играчи. Мислам дека е нереално сега. За мене во овие години да размислувам. Наредно прашање за сите. Дали ќе победиме Белгија прво, второ дали ќе има доволна средба од двете страни. Верувам во успех. Позитивен резултат за нас е исто решен. Мислам дека ќе се потрудиме максимално. Ние посега ќе дадеме се од себе. Жалата за победа на сигурно дека пред сите и се надевам дека стигнеме до тоа. Говори зашто не, само да не добри. За тебе, Даниел, дали Даниел ќе го засили Реал Мадрид дека гледаме го? Ако сака да го вземе. Ако не. Само Ќе донесам камерата за малку. Огласна. Наредно прашање пак странно, зашто не подпиша за друг бундеслигашки тим, иако имаше понуди во минатото што тој играч од најчесто се дружи надвор на терен. Сега дека имав неколку понуди од други бундеслигаши, меѓутоа доколку мислам дека не може човек да подпише до таа. Другите екипи се на единство ниво како што немаше доволно аргументи за да преминам во друга екипа. Од друга страна, Мајк се чувствам многу добро и надвор од теренот. Имаше прашање и со кого најмногу се дружиш од Мајнц? Да. Најмногу се дружам со Иван Краснич и Адам Цанев. Имаше некои понуди од други уважени клубови, од Англија, Шпанија и Италија, па така во поголем клуб како и Мислим дека шпекулациите се преиграчи. Имamo дека и понуди за мене. После добрите игри со Стација и клубот, нормално дека имаше но затоа би рекол дека одлучува Златан за директорот на клубот и мислам дека тој знае како да се Наредно прашање пак за што се случува во Марибор против Белгија. Дали има и колку се сериозни понуди од странство? Претежно мислам во Русија. Се добраме нешто. Леговме многу слабо играла и за 15 минути добивме 3 гола. После патихме некој ритам, мислам сакаме да се враќаме во утакмицата, да се победиме, но реализацијата беше неуспешна и затоа заслужено мислам дека изгубивме утакмицата, затоа сме многу слаби. За понудите тоа што реков деска, мислам дека кога ќе биде права понуда ќе одлучи. Наредно прашање за сите каква атмосферата во сите пред мечот се Не, сега каква е, во моментот каква е репрезентацијата? Сега се собрано. Мислам дека после претходните резултати кои ќе ги постигнеме на пријателството и на вторите квалификации, дека нивото на атмосферата е доста високо и со позитивна енергија и позитивен елан да очекуваме наред. Како ви беше првиот тренинг денеска? Првиот тренинг денеска беше топ. Со спин. Супер. Али Новески би сакал да заврши кариерата во првата македонска лига. Секако дека не би сакал. Кога човек ќе игра во едно
доста високо ниво, тешко е потреба да се навикне на нивото на македонската лига. Меѓутоа ништо не може да се исклучи. Не можам да кажам сега дефинитивно, може би за неколку години, меѓутоа сега. А прашањето кога би ја заокружила кариерата? Добре, го видов без приеска постирана ке дојдеме до тоа. Аги ми Ибраими, дали имаш понуди од јаки клубови? Аги му откри. Мислам дека сега не е времето да се откријат клубовите, него има уште време за трансфер, за трансфери почнуваат да се тврди. Сега први ќе размислим која ќе биде права понуда, ќе одлучиме заедно со клубот и со директорот за тоа. Сите дали на превод се дојде ќе си игра со два нападачи, мислам дека ова прашање не е за нас. Повеќе за селектор. Самите не знаеме, само државно самите, ние самите не знаеме како е кој е како која формација. Наредно прашање Кристијан, нема потреба никакви прашања, само газете ги редиците. Никој ќе пари само да нацелка Лукаку до момент кога не чекна штопка, само не голема опаскање во стека. И наредно прашање дали Грдиевски ќе подпише со Реал, тоа што се шпекулира. Извинете се, дека малку слаб звукот, бидејќи сме на отворен простор, да кажете ви. Погласно? Погласно, ама да им се извиниме дека чисто сме на отворен простор и не е најдобар звук. Ако будат много повод, ако будат повод, ќе да потеше. Не, за ова за звукот. Извините. Следно прашање? За Аги повторно, како Аги хит. Ибраими стигна до тоа што е денес квалитетен играч. Супер прашање. Мислим дека само со работа може да се стигне до успехот и до целот што го има. Значи, треба напорно да работиш и да имаш многу самодоверба и нормално дека како што реков, со голема работа може да стигнеш до успех. Затоа сите треба да работите и да го стигнете својот цел. Наредно прашање за мене, кој ќе го чува Хазрат на представувањето на натпред со Белгија? Мислам дека кажавме тоа дека селекторот уште не откриен од тактиката, меѓутоа ние играме во формација кај што чуваме се браниме во простор, сигурно дека ќе биде преземан повеќе играчи. Нема да биде чувано само еден играч. Поздрав до вас и прашање за Данијел. Дали навистина Моринјо бил импресиониран од неговото напреварот из Хрватска, дали има такви информации? Ја дознав информации преку десницата, че дали го писали или не, затоа и може да се коментари. Али би сака? Ја лично не сум го прочитал, али од сите луѓе што доста луѓе ми кажа дека тој беше факт. Сега, дали го писали или не, не е добре. Али било драго. Прашање до мене сега, како да се стопне Хазард? Мислам дека истото е. Да се испотева. Данијел има решение. Пред малку ова прашање може да наредното Димче Димовски прашува дали може да добие адресот репрезентацијата со програмот за четворица на Тоа да, тоа на како дојде на стадион и ако го одбера да речеме како минатиот пат кога имаше слова, па може да игра во играта на полувреме. Така што нека се купи билет и нека дојде. Нека дојде. Нека дојде, да, повикајте ги сите, не само него сите. Од федерацијата и Те чекаме на утакмица да бидеш да прво да ве подржат, а после да учествува во играта, да. Да учествуваш во наградната игра која што ќе се одржи на полувреме, ако го избере. На полувреме и ти посекуваме многу среќа. Вие ќе се подпишете битно на ресови. Дека ќе добиеш, а ние за подпишување на. Океј, супер.
Што мислат за моменталната состојба во македонскиот фудбал и што е според нив потребно за да се подобри квалитетот на македонските лиги? Па е, можете и си, ајде да видиме што ќе кажеш. Што знаем, ја мислим дека малце праќаме ова македонска лига и мислам дека клубовите се треба уште повеќе да работат да сагат за нови успеси кон Европа, значи да им биде цел да имат прво, друго, трето место, значи да играат во Лига Европа, што сите клубови во Европа сакаат тоа да играат, што е големо надпреварување во Европа и затоа мислам дека талентот сите играчи мислам дека има доста во Македонија. Тоа не е спорно, само треба да се работи и да се има успех. Океј. Даниел, што мисли? Ја следиме дека ми скара? Што за сите прашање? Да се видиме повеќе во талантирани играчи, млади, возьме парите, погодили перени, топки, лични ствари за младите, да видат квалитетно на песна. Чао. Што овие ни пага? Децата тренират, не се гледат квалитетно, само по порасни. Има наредни прашања? Кажи ти, момилја да е во маркетинг? Реклами? За во петок? Да дојдат си да ги повикате, да. Гледате на вивајте. Погледате ако ништо друго. Не само това изна. Има. Да ги гледаме кај нас на точка. Се надеваме дека голем број на играчи ќе дадат на стадионот, дека ги поддржуваат. Потребна ни е поддршката и особено во моменти кога нема да се одлива играта некако што е добро за нас. Тоа што би сакале. Како што би посакале. Еве ново прашање. Прашање до Новецки. Со кој играч најдобро се сложува како партнер во Драга или Шиков или Гончаров или како може да поиска? Ovo je dosta teško prašanje. Да, ама интересно. Интересно прашање, се работи за тројца многу добри и одбранбени играчи. Немаш да одбераш, што се сите толку добри. Среќа моја што не си моментално тренер и тешко би бил во голема неизвестност кога би морал да одличам кој од овие играчи би требало да игра. За Агин, каква кола возиш мајстор? Сите играчи во Марибор возиме копски возила, мислиме од седмици ќе возиме. Значи сите играчи мораме да возиме од спонзора, значи од авторијата. Како ќе се сопрат Лукаку и Бентеке кои се во добра форма? Те направија селектор, Николче. Цело време овие прашања. Ќе мораме да Како да се Ај Даниел, пошто Даниел од Преска има некакви решенија со физички пресметки ги сопира сите. Како другачи? Долго ние се држиме на принципите кои што ги имавме во претходните натпревари и долго делуваме повторно сложно и фински на теренот можеме да му направиме проблеми на сите екипи, кажавме тоа и во минатото и сега дека и против Белгија во една таква форма би имале добри шанси. И сега дека ги биде тешко и за секој на нападјачи да утапи за да тега да постигне против нас. Наредно прашање пак за Даниел. Даниел, како се чувствуваш после повредата? Имаше ли поддршката во тешките моменти од репрезентативните колеги? Ема си раз. Сега легна се ваќа во форма, тоа да се годица да се влача сега припреми правилно, али од репрезентација имав многу позитивно, што да кажем, поддршка, фејдбек, многу се јави, да се оздравам што е тоа е многу убав да дојде, како играч, како трудар, како јавен човек, да се беше многу јавен, многу затоа може да се Малку погласно. гласно ќе викам. Викаш? Ќе викаш? Да се слуша, добро.
Рече уредо добре, ќе биде. Добре. Среќа на преварот со Белгија, ако може да извадите позитивен резултат поздрав од Лигурскија. Благодариме, поздрав и до тебе и се надевам да ги видиш и ти на стабилни компетенции. За Ибраим и како против компании Вермале. Исто нема против Данска. Ништо малку подобно. 5-0? Само треба да ги искористиме тие нашите привржности што ќе ги имаме и верувам дека ќе имаме и мислам дека само е тоа патот како против компании и играчи. Надвор од темата, зашто играчите кои играле за големи клубови, толку илјадници евра да не инвестираат нешто во домашниот фудбал. Ово е прашање Да. Треба да има човек да организира тоа. не знам да бъде по Така? Да. Ти што можеш да правиш пари, значи. Добро, друго прашање. Според вас, дали Пандев заслужува поголем клуб од Наполи? Поздрав, момци, најдобри сте. Сега дека заслужува, мислам дека се покаже во Интер, дека може и во еден топ клуб да освои Лига шампиони, освои се што можеше да се освои. И сигурно дека, моје мислење дека во Наполи се осеќа добро и дека тоа е одлично исто во тоа да игра и понатаму за Наполи. Меѓутоа, ние сите посекуваме, сите македонци посекуваме да го видиме во еден од топ клубови. Мислам на полисно голем клуб. Така. Малку се дебира во поголем. Се случува. Голема традиција. Да, ovo сака таму, зашто Антонио Стековски прашува дали може после такмица да го добијам дресот на Новиски, јас сум голем фен. Дресот на Новиски после такмица, на жалост се ветени, Да. меѓутоа доколку биде упорен, ме прашува... Ако те најде, ако да злоа да стигне до тебе, тој може. И ако би искинал тебе... На наредните направи, како се стигне до мене, и може да го добие после такмица. Да, не може да се вети се вакво нешто, меѓутоа... Сега дека не може да се вети сега моментално вакво нешто, меѓутоа во... Нека се има прилика, да. Некој такмица би може да се добие. За сите голем поздрав до сите, прашање до сите. Кој е ваш омилен клуб? Очекуваме победа на Филип Стори да ги газиме белгиците. Благодариме, поздрав и до вас. Мој омилен клуб, можам да кажам дека... Ај во Бундеслига. Осом Бундеслига. Майнц, да. Сега дека Майнц. Така, добра, ама пред да идеше таму, за кого да бидеш? Стално немам за клуб дека штика. Не, пред да си отишол во Германија. Имаше некој омилен? За во Германија зборам. Добра, ајде, било кој друг клуб. Не. Омилени клубови ми се од сигурно оние во кои што сум играл и сите ги поведнакво ги обожавам. Сега од големите клубови Реал или Барса? Реал, јас е Реал. Па добро тебе таму гледаш. Да ви... Мора да кажеш Реал. Во англиско првенство ајде? Кој ти уверен клуб? Челси. Челси? Ти од Ливерпул? Треба да ја. Мол чек. Нема да кажеш ти Манчестер. Никој ќе стварно? Не кажат среќите си да вие. Али си. Манчестер? Добре, никој ќе си. Океј. Сега да не прашувам за Калчо, сите мора да кажете напад, не? Не. За Милан сега? Милан. Милан? Добре. Океј. Дагин прашање до време за кој клуб најува од Европа. Да, добре. Мадрид не навијам за тренер за играчи за клуб. Прашање. И па има многу. Интерес. Нема. Прашање уште. Има. Долу и надолу. Како стимулаат на читат? Од Диме, мајстори за памтете, дури да примите гол и да губите во надпревар, не треба целта да ви биде да изjednačите да победите. Затоа гледате на најпозитивната страна и трудете се да победите. Затоа што реално посилни сме во моментов од Белгија. Верувајте во ова, мора да победиме.
Благодариме. Да. Мерси. Верувате и вие. Тони, баш ме радува што има добра атмосфера во презентацијата. Так, баш не е мило. Има. Николче, ти како член на Мајнци добар познаваш на германскиот футбол. Што мислиш, кој ќе оди понатаму, Бајерн или Јуве? Тешко прашање, мислам дека Бајерн оваа година беше во одлична форма после надпреварот со последниот надпревар со Арсенал. Беа супериорни и надмекни на сите надпревари, без разлика дали во Бундеслигата или во Лигата на шампионите. Мислам дека Бајерн е фаворит, иако Јуве исто во топ форма и е прв на табела во Италија. Меѓутоа Бајерн на оваа година е во исклучително добра форма, што реков. За мене Бајерн е фаворит. Супер. Дали вие мислите дека Чеди Јаневски има потенцијал да биде тренер во некој голем фудбалски лига? Да. Така да? Сега ќе видиме. Само храбро дечки, сите сме со вас, Николче, можеш ли ти да не замислиш во друг клуб, да се замислиш во друг клуб, освен во Мајнц? Јас искрено сакам да те видам во кај клуб, во тој и коментарот Драгин, какво е чувството да се игра против Лацио? Даниел, ти си нашиот Дани Алвеш. Браво. Што беше прашањето за Ага? Чувството Да се игра против Лацио. Мислам дека е одлично Олимпико. Мислам тоа уште подобро да знае Пандер, што ќе игра таму, каде да играше против Лацио. Е голема чест, како ногометаш, мислам дека тоа е, мислам, и рекорд успех да стигнем до таму да играме. Супер искуство. Супер искуство да играме во Лига Европа во група. Не само против Лацио, туку и против Тоттенхем, против другата футболиста. За мене беше... Дали можеш да се замислиш во друг клуб? Секако дека во фудбалот се може Сакав да ли се... Борусија Дортмунд да играш, мене ми е омилено. Бундеслига. Дортмунд. Не сакам Борусија Дортмунд. Па не, кога веќе се замислуваш, во кој друг од Бундеслигата би се завршил? Кога има од 20 години, сигурно би се... И размислувал друго. Добре. А со клуб се знаеме, не беше мене пред 4 години во Мајнц, се знаеме многу добро. Јурјана. Приватно и се знаеме многу добро и... Тим пат. Добре. Следно прашање? Од Марко Ибраими каде би сакал да ја проводиш кариера? Во Шпанија. Во Реал? Во Реал, очигледно. Христијан. Тоа Ибраими за Реал, тоа брат. Никол Мориньо. Очекуваме голема победа, ме интересира кои се вашите очекувања за напревод и какво е расположението во целата репрезентација на напревод. Пак тебе тоа прашање, Даниел. Цело време ти за расположението и главно го правиш репрезентација. Да, сигурно. Говорихме пред малку и ќе повториме пак, расположението е одлично после последните напревари и се надеваме дека атмосферата ќе задржиме до петок. Се надеваме на голем број навивачи на стадионот кои ќе им дадат огромна поддршка и кои што ќе ги носат во текот на сите 90 минути. Добрата е посекуваме се. Други? За сите кој е вашиот фаворит во Лигата на шампионите? Мислам дека не треба е. Клуб ќе стигне во финал, тоа да знаем. Против Барса, се знае тоа. Реал Барса. Викаш класико и во Лига на шампиони, а? Даниел? Да, усари ти си каже дека си за Реал. Добре. Николче ти? Јас мора да се држам за едно с германска. Да. Нема За смисла. мене фаворите Бајерн. Океј. Заген, дали е вистина тоа што се пишува по медиите дека е некоја голема екипа заинтересирана затоа после добрите игри за Марибор? Сега ја би рекол дека не само за мене, тука за секој играч кој е во добра форма, кој игра добро за клубот, за репрезентацијата, се занимаат големи клубови.
Исто така беше и со мене, но пак ќе потврдувам дека за тоа одлучува нашиот директор од клубот и мислим да Ќе почекаме до јуни, а? да, ќе чекаме уште малце и па ќе биде добрата прилика за да идеме во голем клуб. Ќе одлучуваме. Окей. Много интересно прашање за Ибраим. Прво, кој дено има тренинг во Марибор? Дали може да се сретнеме во Марибор на кафе? Или било често прашува Јупче Ласка. Ова нека. Може ли, како не може, секој ден имаме тренинг во Марибор. И секој ден може кафе да пие. Секој ден може кафе да пиеме, тоа е најмал проблем, што Марибор е мал град. Така. Сите се знаеме меѓусебно таму и може. Ја Прашање за сите. Поред вас кој е подобар, Дарко Панчев или Горан Панчев? Ова ви го поставувале и порано вака често или? Не врева врска како сакате. Сакате одговорите, сакате не. добро, јас би рекол дека Дарко Панчев не го памтим, јас го играч така. Ако како викат луѓето дека бил многу јак играч, гол играч и сега да направиме ние некоја споредба, не може. Сега ние го гледаме Панчев како лидер, како директор главен играч и мислам дека Панчев Добре. Ја Панчев. Наредно прашање. Од Никола Ѓуровски Николче, ако не дадеш гол, даме на страна. Само за него. Кој Да е? се потрудам. Да. Те не молба. Еви за мене може. Поздрав Ја, од дај. село. Па, Нема ја, опетот да ги видиме 3 гола што ќе ги постигнете баш вие тројца. И дајте да видам некој од вас во мојот клуб Ливерпул. И Това е од Никола. Уште едно прашање од мене до сите. Кој фудбалер мислите дека во моментов е најдобар? на свет. Меси или Роналдо, тоа ќе прашува цело време. Пари, вие што се кажете за Реал најдобар, јас. Не, Роналдо тој ги свиѓа комплетно играч. Да, десно. Да постави на Агема, Ја би рекол Меси. мислите? Иако сум навијач Реала, само Меси е За тебе. директно прво. Николче ти? Па мислам дека Меси во за Јанс е повеќе од Роналдо и двете да се гласуват. На свет така. Дали против Белгија ќе играте со новите дресови, дали голманите имаат нови дресови? Плачено. Да. Јас сум ја да дојдам пред камера. Рисовите ќе играм, ако не ви кажам, ето. Да. Сега за сега нема нови прашања. Треба да има? Има. Кој? Николче супер се снаоѓаш во улога на воле. Не се свиѓа. Тоа се фудбал нешто да. Коментираме такмици. Ето. Анализа. Да. Као тенисирите која завршуваат со Мацвилан, да? Сега си иде по... Исто? Да. Николче ќе продолжиме со кариерата, ман која ќе те праша кога би ја завршувал кариерата и... Има уште, треба да има. Прати, уведи. Има много побрзо. Searching, loading. Од збирови сте тројцата да читаш? Не. Ево сега. Зверови се с тројцата, продолжете и така. Побрзо поравување до Даниел, очекуваме победа. Николче дали би заиграл за друг германски клуб? Ова се побрзо праша. Кога? Кога е? Се повтори ми се чини прашањето, така те праша. Или на другите. Ибраим, имаш, дали имаш поле за англиски клубови? Од англиски да нема? Географски потребаци во репрезентацијата брати се побрзо на хелатски албуш. Пробам. За сите кога би посакале некои од играчите што играат за други репрезентации да играат заедно со вас, кој играч би го посакале? Од други репрезентации? Така беше прашањето, Други репрезентации кои играч би посакале и би го посакале? Мислам дека
Или не мора да се темат овие, да речеме, од регионот, или било кое текме. Мислам дека би ни помогнале неколку играчи, особено во играчи кои што знаеме сите нашата најболно прашање е везната линија, сигурно дека особено од некој од регионов би ни помогнале играчи како што не се регион. Кој? Кој се каже? Чави и Инеста. Едно од регионот. Да, Чави и Инеста понуда официјално од Facebook да играте за Македонија. Така не. Али само двајцата заедно. Никако не ги зимам еден по еден. Па да, за да они се знаат, за да може да се набават. Меси. А на можеме дела да се половецалом. Прашање до сите тројца, доколку ви стигне добра финансиска помага во Барселона, прифатиле ли да играат? Ти размислите, а? Не гледам. Само Реал, најстар. Изму паринот. Нема да одбие. Пуца Ангеловски. Може ли сите тројца по еден гол за Анталија? Ја уште сум дал. За Николче дали би играл за Лацио? Би играл, да. Мислам дека Лацио е голем клуб, традиција огромна. Би играл, зашто да не? Добре. Стојанче. Поздрав до вас, момци, одлично сте ви посекуваме среќа со Белгија, од кадетската и младинската екипа на ГФК Тиквешка Вадац. Поздрав и до вас, среќа и на вас. Поздрав. Среќа и на вас во регионалната лига. Сега за сега не е. Пратеме? Едно прашање до Новецки, дали си имаш закажано кај шинка за последна превод со Белгија или мислиш дека си доволно брз да ги пратиш движењата на азатите дека? За тебе прашање? Лесно прашање. Дали си доволно брз да ги пратиш? Да, зато Започна. се неам закажано дека шинки нема ни потреба. Дека шинка не го слушна. Одиме на победа во петок, имате огромна поддршка само напред, поздрав кадетската екипа на напред. Добре, супер. Предаче. Идемо. Загин, какво е чувството да помине сите дански фудбалери дека да му го уништиш дебито на голот на Шмајхел? Мислим дека не знам играчи, Тројца После двајца. од нив и 50 метри од тебе. Мислим, тоа не да сум одлучен, дека ќе ги дрибам или ќе прешпринтам 50-60 метри, него тоа е инстинкт и одлучуваш во теренот. И затоа мислим дека чувството е стварно супер. Не само тоа, после утакмица веќе знаеш како се чувствуваш. Кога гледаш голот сам, после утакмицава, после гледаш што се направи. Тоа е мислим големо задоволство за мене што сум дел од оваа репрезентација и што сме во низам, сме директор како победуваме. Супер. Кој ќе го чува Фелаини? Пак за селекторот прашање. Да. Ти не? Везник играч. Прашање до Новецки, според тебе, која е слабата точка на белгиската репрезентација? Според мене, Јен да селектор. но, Добро, според тебе? се уште мислам дека играчите сите белгиски играчи играат во големи клубови, тешко да се најде во една таква селекција слаба точка. Меѓутоа, сигурно дека имаат проблеми во одредени ситуации, доколку играме брзо, доколку ја движиме брзо топката, можеме да стигнеме до шанси кои што ќе ни е возможно да постигнеме гол. Сигурно дека и тие
не се неранливи, дека имаат слаби страни. Ибраим и Гонзало, Хигуин или Карим Бензема? Бензема, Да, е. пошто има нешто стил као Роналдо стари. Затоа би рекол Бензема. Да, е. За крај прашање до сите, што мислите кој ќе биде конечниот резултат на Македонија Белгија? Ајде, да, стварно како за последно прашање, да не ви одземаме веќе од времето за одмор. Конечниот резултат на Македонија Белгија. Да типуваме. Не би типуваме. Позитивен резултат е добро за нас. Супер. Добро, најубаво. Ова да мислам дека сите ќе бидат среќни. Без разлика. Без разлика. И пре, ова е кептен супер, и ве имаше многу приватни, гледам дека не... Да. Благодариме на сите гледачи, на сите кои што не Посетиме страницата. посетители и сите кои што ја Добра Федерација на Македонија, која поддржува поздрав и сите што И те гледаме во петок. се надеваме дека во многу голем број ќе се видиме. Благодариме. чао. Ćao, hvala.